Добар ден, почитувани. Ова е уште една нова телма амбуланта. Според некои статистики, секоја седма жена кај нас има диагноза рак на дојка. Кај повеќето од нив по операцијата е делумно или целосно отстранета дојката. Реконструкцијата на дојката е процедура што е последна наред во процесот на лекувањето на карциномот на дојката. На каков се начин може да се изведе реконструкција на дојка, кои жени се кандидати за оваа процедура и кои се можните ризици од неа. На оваа тема денеска разговараме со виш научен соработник, доктор Игор Пеев, субспецијалист по пластична и реконструктивна хирургија од Универзитетската клиника за пластична и реконструктивна хирургија во Скопје. Разговорот ќе го проследите по рекламите, се гледаме набрзо. Во денешната телма амбуланта зборуваме за реконструкција на дојка по операција на рак на дојка. Виш научен соработник, доктор Игор Пеев, субспецијалист по пластична и реконструктивна хирургија од Универзитетската клиника за пластична и реконструктивна хирургија во Скопје е нашиот денешен гостин. Докторе, добре ни дојдовте повторно во студиото на телма. Задоволство е што сте тука. И моја исто така. Секогаш пријатно во ваше присуство во вашата телевизија. Докторе, релативно честа е за жал диагнозата рак на дојка и кај повеќето жени по операцијата е делумно или целосно отстранета дојката. Сега можеме да слушаме еден термин мастектомија. Што е тоа? Мастектомија е практично отстранувањето на дојката, стручен термин за отстранување на дојка. И таа може да биде радикална, кога се отстранува севкупното ткиво на дојката, значи целиот жлезден паренхим до мускулната фасција, и тоа е најчесто употребуваната техника уште од минатото. Зошто? Бидејќи порано ретко биле рано диагностицирани во ран стадиум карцином на дојка, но со развојот на медицината и раните превентивни мамографски и ултрасонографски прегледи на дојка, се поретко тоа се прави сега, него се презервира ткивото, делот од ткивото, бидејќи стадиумот во кој што е пронедена болеста во моментот на диагностицирање е во првиот или вториот, кога не мора целото жлездото ткиво да биде отстрането. И во тој случај зборуваме за парцијална мастектомија или онкопластична презервациона мастектомија, кога делот од ткивото останува, а заболеното ткиво со околното малку здраво ткиво се отстранува заедно со аксиларните лимфни јасли. Но кај нас се уште постои стравот од делумното отстранување на дојка и обично жените кои ќе добијат ваква диагноза бараат радикално целосно отстранување на дојка. Така е, точно. Значи, се уште таа научна пракса и научни докази тешко поминуваат низ паметот на пациентите, за жал и ке докторите, па се бара целосно отстранување на дојката, значи да се отстрани, демек така повеќе ќе бидат здрави и со сигурност ќе биде отстранет туморот. Меѓутоа, уште во минатиот век, Миланската група на онколози и хирурзи на дојка во големи студии покажале дека не мора секогаш да биде отстрането целото жлездено ткиво на дојката. Односно, дека стапката на преживување е исто и кај тие кој е заштитено дел од здравото ткиво. Како и што делумно се така. Значи, преживувањето е исто. Дали целата града ќе биде отстранета или дел од неа ќе биде отстранета, каде што е туморот, преживувањето на пациентите е исто. Докторе, што значи за жената да се отстрани целосно или пак делумно една или пак двете дојки? Видете, дојката е символ на женственост, значи прво жената ја губи својата самодоверба, ја губи својата сексуалност, својата еротичност, својата битието како жена го губи менталниот склоп и се менува. А од друга страна има и функционални пореметувања, посебно кај жени кои имаат поголеми гради, па им фали една страна града и неретко кога доаѓаат кај нас за операција гледаме како на страната каде останала здравата града, рамото е нависнато на таа страна. Значи балансирањето и постуралност исто така е пореметена при отстранување на едната дојка. Може да има чувство дека губат рамнотежа поради тоа? Да, значи постуралност значи урамнотеженост, значи при стоење, статика и нормално и при движењето во динамичните движења.
А дали на местото на кое што е од странета дојката на лузната, понекогаш може да дојде до осип или пак некакви иритација од градникот што го носат? Бидејќи нели После носат операција, посебен така, градник? носат и посебна епитеза, велиме, значи надворешна протеза која треба да имитира, али од надвор се става да имитира града, за да при тоа стават во градникот истата и таа во допир со ткивото кое што веќе е оштетено, има лузна, неретко се зрачат и тие пациенти, значи често прави и контактни дерматити, иритации, габични инфекции, бидејќи посебно во летниот период со потењето се создава една влажна средина, кога таа епитеза, истата е како силиконски материјал, многу сличен на тоа што ние го вградуваме внатре, и таа е во постојан допир со самата кожа. И врз тоа доаѓа и градникот, иначе во жешки периоди секогаш се ствара овде една погодна средина за развој на инфекции бактериски и почесто габични. Сега, кај жените кај кои што е направен ваков зафат, постои можност за реконструкција на дојката. Кога таа реконструкција треба да се изведе? Дали подобро Значи, ставовите... веднаш за време на операцијата кога се отстранува дојката или пак можеби подобро се почека? Така. Индикациите за реконструкција на града зависат од стадиумот кога е откриена болест. Значи, во почетни стадиуми, значи стадиум 1А, 1Б, 2А, можеме да правиме примерна реконструкција. Што значи тоа? Тоа значи во истиот так се отстранува ткивото на градата и во истата процедура градата се реконструира. Што значи? Дали се употреба на различните техники, после ќе ги објасниме и истите. Жената влегува во сала со 2 гради, излегува од сала повторно со 2 гради, со тоа што едната е веќе реконструирана. Така. И е здрава, но е и во една нормална состојба, значи со присуство на градата. А во кој случај треба да се почека? Да, повелете. Сега во напреднатите случаеви, посебно ако карциномот е голем, зафаќа дели од кожа, кога очекуваме да има интензивна зрачна терапија, кога тоа ткиво треба да биде зрачено после операцијата, подобро е тогаш да се прави секундарна или одложена реконструкција. Зошто? Бидејќи зрачната терапија, колку и да се радиотерапевтите внимателни, дел од тие зраци ќе зафатат и жлездениот, односно и силиконскиот материјал или новото ткиво за реконструкција и истото ќе го оштетат. Затоа кога овие пациенти подобро е да поминат низ радиотерапија, да поминат низ хемотерапија, обичаено се чека околу 1 година. И во тој случај, после завршување на тој процес на адјувантна терапија, се пристапува кон одложена или секундарна реконструкција на градата. Колку често за време на операцијата на рак на дојка се прави реконструкција на градата, доколку постои можност? Многу често, за среќа, тој процент веќе се повеќе и повеќе се зголема. Инаку секоја година во Македонија од 500 до 700 жени се диагностицираат од рак на дојка. Тоа е една голема бројка, но не сите бараат реконструкција на градата. Сега, жално и тоа што самата инциденца према возрастна категорија се намалува, значи кај помлади жени се јавуваат овие лоши диагнози и истите бараат од старт можност за примерна реконструкција. Со редовните испитувања мамографски, превентивни прегледи, рано се диагностицираат и кај младите жени веќе можеме да употребиме примерна реконструкција. Што значи отстранување на жлезденото ткиво без оштетување на кожата што го обвива истото и во истиот так да ја ставиме протезата. Најчесто употребувана техника за реконструкција не е протеза. Така, значи има различни типови на реконструкција на дојка. Споменавте, најчесто се употребува протеза, односно тоа се всушност силиконски импланти? Тоа се класичните силиконски импланти кои што ние ги познаваме од друг аспект, нели, како за зголемување на градите кај здрави пациенти. Со тоа што најчесто употребувана форма е овде формата на соза или крушковидната форма или анатомски облик на силиконски имплант кој што треба да имитира нормално жлездено ткиво. Сега, тој имплант, ви кажав, кога градата, исто така многу битно, колкава е градата на пациентката. Ако градата на пациентката е мала, можеме со една интервенција да завршиме со реконструкцијата. Но доколку градата, здравата града на пациентката е голема, тогаш треба да се употребуваат и други процедури. Бидејќи доаѓаат често пациенти што веќе зрачени и оштетено е ткивото каде што треба да се стави имплантот, или експандерот, доколку не е потребно проширување на кожата.
често се користи и трансфер на масти или липофилинг. Зошто? Прво заради пополнување на често присутната длапка на местото каде што е резот. Често има каков длабнување на тоа место. Па се зима маст најчесто од стомакот или од друга регија и таа длапка се пополнува. Исто така, ако имало зрачна терапија, радиодерматични промени на самата кожа, со трансферот на масти трансферираме и матични клетки кои што овде ќе го омекнат ткивото, ќе подобрат циркулацијата на тоа место, ќе даде една живост на таа кожа што е оштетена од зрачната терапија и после обично 3 до 6 месеци пристапуваме кон дефинитивното вградување на имплантот или на експандерот. Значи, болно е вградувањето на експандерот на оној проширувач на кожата? Да. Како изгледа тоа? Што значи, е? Вака. Што значи? Силиконот е еден волумен на силиконски материјал кој што треба да го ставите и тој е во тој момент толкав, значи не се менува. Иако има и специјални Бекерови импланти кои што можеме да ги дополнуваме. Експандерот е всушност еден балон, најпросто кажано, кој што можеме преку валвула или најновите што сега ние ги користиме, преку магнетски апликатор да го постепено надувуваме. Значи во просторот каде што нема ткиво, нема града, го вградуваме експандерот и тоа под самиот мускул. Така. Процедурата е болно бидејќи го вградуваме под мускулот и го надувуваме или инсуфлираме со физиолошки раствор. Тоа експанзирање на ткиво оди постепено. Значи, пациентката еднаш на 2 недели или почесто, зависи од динамиката на полнење, доаѓа и додаваме по 100 мл физиолошки раствор. Постепено. Постепено. За да немаме јака болка и да ткивото не трпи васкуларни проблеми, бидејќи самата експанзија нагла може да направи пукање на кожа, создавање на стрии, исхемија, односно пат на васкуларизацијата. Бидејќи тоа не го сакаме, а и да не биде болно за пациентката, во еднаш до 2 пати во неделно или на 2 недели доаѓа и низ тој порт, даваме физиолошки раствор и тој постепено го како се дува тој балон практично, ја шири и кожата. На тој начин создаваме джеб кој што ќе биде искористен за ставање на трајната протеза, на трајниот имплант после одреден период. Така да ова е така наречена двофазна процедура на реконструкција. Кога се потребни повеќе оперативни Кога зафати? се потребни барем 2 оперативни зафати. Во првиот оперативен зафат го ставаме експандерот. Така. Експандираме Добро. во период од 2 до 3 месеци, понекогаш и подолго. И потоа следи втората операција кога го вадиме тој експандер и ја ставаме трајната протеза. Сега доколку имаме лошо оштетена кожа, ви споменав дека се става трансфер на масти, па имаме 1/4. Тие се мини, така ги веламе, мини хируршки интервенции, бидејќи можеме да ги извршиме и во локална анестезија, за разлика од овие две кои што мора да бидат во општа анестезија. И последната ни е правење на брадавица. Ке проговориме, докторе, за брадавиците, само сакам да дискутираме малку и за другиот начин на кој што може Зборот ми е дека лесно се отстранува града, така, но етапите и фазите на нејзино создавање се подолги и често со пациентките разговараме на оваа тема, бидејќи на нив обично ме преку глава од операции, не сакаат да се бават со доктори понатаму, а сакаат да имаат града и кога им се споменат овие неколку етапи, за да се откажат? Некогаш им доаѓа многу. Кај помладите тоа секако не е опција, но постарите се мислат и не сакаат, се откажуваат или воопшто не ни доаѓаат. За жал, ние долго време работевме на реконструкции на гради како приватни пациенти, односно фондот не ги покриваше овие операции сега. Фондот, значи од поодамна, има одредено буџет за протези, силикони и експандери на овие пациентки, така да секоја која што има желба да го направи ова, може да дојде со натовар на фондот, доколку се осигуреници на нашиот фонд, да се реконструира нивната града. А се случува ли да се плашат да направат реконструкција на дојка со силиконски имплант, размислувајќи дека можеби и тоа е ризик фактор за враќање на болеста? Прашуваат ли за тоа? Да, точно. Тоа е едно од често поставуваните прашања.
Одговорот е јасен, бидејќи постои една голема кохорта на пациенти, од околу 10.000 пациенти во кои силиконот е покажан дека нема таков капацитет, односно дека не прави малигни болести. Така да, тоа е едниот одговор, а вториот одговор на тие пациенти кои што едноставно имаат авержија од страни тела е дека може да се реконструират градата со сопствено ткиво. Сега и овде имаме инклузиони критериуми. Дали градата е голема или мала, например. Доколку градата е мала, можеме со едноставни процедури на неколку последователни трансфери на маст да се направи таа мала града. Значи, например, се полни маст, се зема од стомак, се става еднаш, после 3 месеци се повторува и на секое тоа ставање, бидејќи не можеме многу маст да ставиме, бидејќи нема да преживее, и во неколку кратно ставање на таа маст ќе ја обликуваме градата како и здравата. Симетрија би можела да се постигне на таков начин? Со едноставна процедура во локално. Такви пациенти кои што се со мали гради, а имаат доволно маст, се многу ретки, така? Значи треба да се дебелки, а да имаат мали гради, тоа обично не оди. Другата процедура, која што вклучува создавање на града или реконструкција на града од сопствено ткиво, е користење на слободни микроваскуларни резени. Што е тоа? Тоа е користење на големи површини на ткиво, најчесто од стомак, кога се пренесуваат на местото каде што била градата. Значи цел резен се зема, така? така? Цел резен, цел стомак. Практично го затегаме и стомакот со таа процедура. И истиот се пренесува на градата која што фали. Се обликува како другата града, или ако си двете се обликуваат паралелно. И овие процедури се всушност за пациенти кои што се со повисок body mass index, значи повторно малце дебелки, за да имаат кожа, за да имаат масно ткиво. Овие процедури се беа многу популарни порано, значи кај нас, например, јас се направив пред 10 години првата таква реконструкција, микроваскуларна, па потоа ја повторивме, но пациентите се плашат од тие операции заради две причини. Едната е што е многу тешка и долга операција, како процедура трае долго, бидејќи бара техничка издржаност на тимот, микроваскуларни инструменти, микросоп за шиење на крвните садови, бидејќи се префрла да се исхранува од соседните крвни садови на дојката. А друга страна, неретко се и неуспешни. Лесно се тромбозираат тие резени, па потребна е реоперација, така не се толку сигурни како ова. Еден период беа многу хит во светот, затоа што вклучува собствено масно ткиво, но последните трендови, за жал, се дека повторно, заради едноставноста, заради по-кратките интервенции, по-кратката изложеност на општа анестезија, повторно се враќаме на силикон базирани реконструкција. Споменавте дека масните клетки може да изумрат. Зошто тоа се случува? При автотрансплантација, значи од еден дел на телото на друго? Тоа е процедура на трансплантација на ткива, слободна трансплантација на ткива, кога дел од масните клетки нема да добие доволно кислород и доволно храна од околното ткиво и ти едноставно изумираат како мртви клетки се сврлат од организмот. Значи со тек на времето може да се јави асиметрија, да изумре. Со тек на времето може да се јави асиметрија, но повторно може да се повтори процедурата. Значи може да се повторува, како што споменавте, од едно место на друго. Трансферот на маст е идеална алатка за коригирање на тие асиметрии. Асиметрија може да се јави и при реконструкција со силикон. Асиметрија може би имаш и ти, секоја жена има различни гради. Така? Таа асиметрија, прифатлива асиметрија, може да повеќето од жените ја прифаќаат, но може да се коригира со мастен трансфер, односно липофилинг, како што Кога се става силиконски имплант на градата која што се реконструира, има ли потреба понекогаш да стави силикони на другата дојка која што е здрава, за да изгледа сето тоа подобро? Да, за да се направи симетризација, често имаме уште една интервенција на другата града. Бидејќи се тоа жени кои што имале породувања, деца, доење, едната града е висната, другата е отсутна, па кога ќе се стави силикон, ова изгледа убаво, како на тинеџерско време, ова висната, па треба да се подигне, или е па мала, треба да се зголеми. Така да овие додатни процедури се често дел од постапката на лекување, односно постапката на реконструкција. Целата поента е жената пациент која што била мутилирана со таа операција, да се врати повторно во незината колку што е можно првобитна состојба и да биде среќна и задоволна од себе и своето тело. Од себе и своето тело. Затоа
американците одат понапред во ова. Они дури реконструираат и во стадиум 4, значи пациентки, затоа што демократски е секој да си го сака телото онака како што се родил. Значи, иако во стадиум 4 сметаат дека тоа е човеково право да жената ги има до крајот на својот живот двете гради. И го имаат намалено тој период на чекање, порано се чекаше по години, сега го имаат намалено на 6 месеци после интервенција, значи 6 месеци е доволно од завршување на сите процедури, хемо и зрачна терапија, да се пристапи кон реконструкција. Така да овие инклузиони критериуми се многу намалени во корист на реконструкцијата. Сега желбата на пациентот е друго. Некои не сакаат воопшто. Најчесто не сакаат воопшто. Најчесто не сакаат воопшто, точно. И како што споминавте, ли ќе дојдат да разговараат и потоа може да се им треба предомислат. голема храброст, им треба некој да ги мотивира. Неретко комшиката ќе рече што сега нешто ново ќе правиш, пак ли, ајде таму спаси глава, сега кјути. Ме сваќате, ние сме некако научени тако ние можеби менталитетот да трпиме. Биди среќна што си жива и здрава. Да, најчесто е тој коментарот. Но кај младата популација, еве баш по пат доека доаѓав, комуницирав со моја пациентка за вадење, односно за отстранување на здравата града и реконструкција, бидејќи сака да поздрав до неа, све ќе биде добро да не се секира, ако ме гледа. Докторе, да ги вклучиме гледачите, може би и тие ќе имаат прашање поврзано со оваа тема. Почитувани од овој момент, емисијата е контактна, виш научен соработник доктор Игор Пеев, субспецијалист по пластична и реконструктивна хирургија од Универзитетската клиника за пластична и реконструктивна хирургија, гостин во студиото на Телма. Тој ги одговара нашите прашања поврзани со темата на која што говориме, а секако ќе добиете можност и вие да ги упатите до него вашите најголеми дилеми поврзани со сето ова и да добиете соодветен одговор, совет па и препорака. Сега преминуваме на она што го споменавте, брадавиците. Дали можат брадавиците да се зачуваат во процесот на реконструкцијата на дојката или пак што се случува? Како се прави реконструкција на брадавица? Со наши техники, тоа е едноставна техника, меѓутоа сензибилитетот, знаете дека не може да се врати. Бојата може да се добие со тетовирање. Значи, сето тоа медицинско тетовирање, така? Да, или со користење на потемно пигментирани кожи, најчесто горни очни капаци или од долните регии кај жена, за да се добие една потемна кожа, или ако од другата страна не е здрава со дел од таа брадавица, има различни видови на техники и ние ги адаптираме соодветно на состојбата кај пациентката. А постои ли начин брадавицата да се зачува при процесот на операцијата и потоа да се кога хирургот кај нас се работат и така наречени субкутани мастектомии. Тоа значи се отстранува целото жлездено ткиво, каде што најчесто се јавува и карциномот или е веќе присутен, посебно кај овие пациентки што се генетски оптоварени со брака 1, 2 или некој друг вид на гени кои што во текот на животот 90% имаат ризик, односно ќе им се појави карциномите и ги вадат превентивно. Кога овие превентивни мастектомии, тоа е операцијата Анџелина Џоли што направи. Значи, превентивните мастектомии вклучуваат отстранување на жлезденото ткиво, но зачувување на целата кожа. Заедно со брадавицата, така? Може да се зачува и брадавицата и во тој случај велиме nipple sparing, значи ја зачувуваме брадавицата. И таа, но нема да има осет да жал повторно, само ќе постои како таква. И повторно таа кожа се користи за реконструкција на града. Повторно, дали со експандера, дали со имплантот, дали со слободни резени или со друг тип на техники. Се случува ли кај на жените да направат? Тоа само направат? кај првите стадиуми, значи тоа или кај превентивните или кај почетните стадиуми на рак на дојка. Кај напреднатите стадиуми за жал, бидејќи најчесто е во близина на брадавицата карциномот, мора да биде жртвувана и брадавицата и комплексот ареолот. Но има начин и тоа да се реконструира Има начин и тоа и да се реконструира. Изгледа како што треба. Да. А колку чести кај нас превентивните мастектомии, да речеме некоја жена која што има во семејството рак на дојка, па ќе направи анализа, ќе ги види тие два гена, брака 1 и брака 2, но да има и други. Има и други. Да. И се почесто се доаѓаат такви пациентки, зошто? Бидејќи свесноста кај матичните лекари, па и кај самите пациентки е на повисоко ниво, посебно доколку имале мајка, доколку имале тетка, доколку имале било која жена од прво колено заболена од рак
и по дефолт таквите пациенти одат на генетско тестирање. Истото е сега многу присутно, мислам многу достапно. Може едноставно од вена да се испита тоа, значи од крв. Порано ги праќавме во Ману, каде што има посебно генетско советување, а сега може и во некои приватни лаборатории да биде испитана таа мутација на тој ген. И во тој случај доаѓаат и превентивно ги вадат. Тогаш е сосема друга состојбата. Друга е... А советувате ли здрава дојка да се отстрани превентивно? Тоа за американците претходно почнав во една насока, сега во другата насока да они од старт и двете гради ги отстрануваат. Бидејќи другата града има повторно зголемен ризик да јави карцином на дојка за разлика од друг пациент. Значи, истата жена и на другата града има зголемен ризик од рак. Кај нас тоа не е практика, а кај нив е уште повеќе што и реконструкција на двојно одстранета гради е по-добро естетски и по-добро изгледа него кај едностранно одстранета града. И сега кај нас доаѓаат кога оздравиле од оваа страна, доаѓаат за отстранување превентивно на другата града. И во тој случај ги правиме овие презервациони хируршки техники, кога го заштитуваме ткивото. А кои се можните ризици кога се изведува една ваква интервенција? Сепак станува збор за хирургија која што е сложена. Па како и секоја хируршка или интервенција, овде имаме ризик од крварење, ризик од инфекција, ризик од проблем со зараснување на рани, посебно кај тие што се зрачени, значи. Но има и некои специфично поврзани со овој тип на операција, тоа е изместување на силикон, скврчување на силиконот, инфекција на силиконот, руптура, состојби кои што се многу ретки, меѓутоа мораат пациентите да ги знаат. Силиконот како таков има доживотна гаранција, но треба да се прават контроли да не се случи нешто со него. Колку често треба да се прават контроли по реконструкција на дојка по Препораките се еднаш мастектомија? годишно, меѓутоа магнетна резонанца на 2 години на почеток, потоа еднаш година, меѓутоа тоа никој не го прави. Мислам не е... Дали може мамографија да се направи кај овие жени откако ќе биде вградено? Ако немаат силикон? жлездено ткиво, Тогаш нема потреба? мамографијата може, ако остане, да се прави. Ако нема жлездено ткиво, нема поента. Аха. А Обично какви иде со прегледи? ултразвучен преглед Добро. или магнет. Магнетна резонанца. Значи нема потреба од мамографијата, тоа е исто така нешто што добро се знае, бидејќи нема кога нема останато жлездено жлездено ткиво. ткиво, треба да се прави. Мамографијата ги детектира промените во жлездениот паренхим. Сега, оној силикон што ќе биде вграден како протеза, дали ќе треба кај некои жени во текот на животот да се промени, бидејќи можеме да видиме промена на силиконски импланти околу кои што се јавиле некакви калцификати и слично? Има состојби кога тоа се наложува, например кога ќе настане капсулна контрактура. Тоа е состојба на создавање на една тврда капсула околу самиот силикон и таа капсула го притиска силиконот, се деформира градата, препратено и со болки на пациентите. Така да таква состојба треба да значи промена на силиконот или, например, ако не Боже пукна некако силиконот или истиот се инфицира или се создаде некој сером. Има такви ситуации, не се тие чести, не се вообичаени. Тие имаат ризик под 5%, така да тој ризик треба секоја пациентка да го знае. Меѓутоа ретко се случува. Колку трае процесот на опоравувањето, на закрепнувањето по реконструкцијата на дојката? Кога се става под мускул, обично жените пријавуваат големи болки. А кога ќе се става имплантот над мускулот или кога веќе е експандиран мускулот од самиот експандер, тогаш велат тоа супер поминавме овој пат. Така да болката е поврзана со позицијата на експандерот, што е најчесто под мускул, и позицијата на имплантот. Значи експандерот е всушност тој што создава болка? Тоа е, да, бидејќи под мускул го ставаме секогаш, сакаме имплантот да го одделиме колку што е можно подалеку од кожата и затоа бираме под мускуларен слој. Зошто така И се сега, прави? мускулот е тој што, нели, кога ќе се растегнува, боли. Ние ќе одиме, ќе пешачиме, нели, 5 километри, следниот ден не боли, бидејќи малку отекува. И тоа е тој што боли. Експандерот. А потоа втората операција, кога имаме промена од експандер во имплант, е практично безболна за пациентите. Дали оваа операција всушност иста како операцијата за зголемување на дојките? Не, потешка е. Не, потешка е, бидејќи фали ткиво, бидејќи има оштетено ткиво,
Бидејќи треба да се достави ткиво, а овде имаме веќе присутно здраво ткиво, каде што треба само да се додаде волумен во форма на силиконска протеза. Различно е, сосема е различно. Да. Бидејќи се поистоветуваат, сметат дека се исти. Сега, трендот, односно тенденцијата на хирурзите е да создадат колку што е можно по нормално дојка што нормално изгледа. Затоа се воведуваат и некои, например, мрежи кои што се поставуваат околу силиконот, за да истиот биде поддржан од долу и да му даде позиција да не се изместува. Посебно ако силиконот е анатомски, тој треба да остане во таа позиција, да не изротира, да се користат посебен тип на мрежи кои што му даваат поддршка на силиконот и на телото, тоа изгледа попријатно и по-козметички прифатливо. А тоа се вградува? Тоа се вградува во текот на операцијата. Тоа е нешто што одскоро ги имаме на нашиот пазар. Кога ќе се стават силиконски импланти, постои ли ризик телото да не ги прифати? Да се јават некакви реакции, како алергија? Претпоставам дека тоа е едно од прашањата на оние едно од прашањата на кај пациентите исто така тоа. Ако ткивото е зрачено, ако ткивото е оштетено, постојат околу 20% ризик да настане екструзија, велиме ние. Значи, ткивото не може да го издржи притисокот на имплантот, а не е тоа отфрлање на имплантот, повеќе е тоа недоволна циркулација на ткивото заради обтегнатоста од самиот имплант. Као овие пациенти, затоа јас секогаш правам припрема во форма на трансфер на масти, да се даде повеќе живот, велам, на местото што било оштетено, и потоа, дури може да се повтори, и потоа да се стави или имплант или експандер. Така, кај некој пациентки, значи е неопходна подготовката предходна. Имаме гледач, ќе го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака да прашам, пошто спомнавте само за кај жени има рак на дојка, колку е застапеноста кај мажите и дали следи истата реконструкција како кај жените? Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторе, како изгледа ситуацијата кај мажите? 1%. Ризикот кај мажите е 1%, значи многу помал ризик, меѓутоа постоја точно. Операцијата е иста, значи отстранување на жлезденото ткиво, најчесто тие се мажи во подминати години. За жал, кај нас не постојат пекторални импланти за реконструкција на комислите на града, но има процедури како фет графтинг или ова што зборуваме трансфер на масти. Автотрансплантација на масти, со кој што може да се направи козметички прифатлива пекторална регија, овде бидејќи мажите не имаат дојки, имаат гради, така, машки гради. И може да се проба со тоа. Јас немам искуство, искрено, бидејќи 1% е многу мал ризик, најчесто се тоа постари пациенти кои што не бараат такво нешто. Обично предпоставам дека мажите бараат најчесто интервенција за отстранување на женски гради. Така, бидејќи кај нив се буваат тотално друго е тоа. Да, исто кај нив може да се јават гради, така? Да, 1% имаат ризик да се јават. Не зборам за рак на гради, оние кои што имаат кај мажите гради. Тоа е многу често, кога ги отстрануваме градите, меѓутоа во тој контекст нема радикалност некоја. Не сваќате повеќе, гледаме да биде тоа естетски прифатливо. Кај мастектомија, кај жени, треба да ја зачуваме радикалноста, функцијата и на крајот естетиката. А кај машка гинекомастија, нели таа е, така се нарекува стручно, првенствено не интересира естетиката. Тука за естетика се работи. Сметате ли дека жените кај нас се доволно информирани за можностите кои што ги нуди пластичната и реконструктивна хирургија, кога станува збор за реконструкција на дојки? Зошто? Бидејќи често ми доаѓаат пациентки што биле на консултации во околните земји и не биле свесни дека вакво нешто се прави. Значи правилен надзор од државата. Затоа ја ги државата, поддржувам така? ваквите емисии како твојата, во кои што треба да се промовираат нашите медицински услуги, за да не одат пациентите, има потреба за такви. Често имам и пациенти од страна дојдени с кои што нели имаат проблем. Така, тоа е интересно, бидејќи доаѓаат многу често пациенти од странство тука кај нас да се оперират не само за реконструкција на дојка, туку и за останатите естетски процедури. Главно е за естетика, да. А наши обично одат во странство. Па да, еве за овој проблем, неколку пациенти вака у глава сега што ми поминуваат дека биле во консултација и завршиле нели кај нас и поминале супер.
А имам и обратно оперирани, од таму па дошле со проблеми кога ние треба да помагаме. Како наши осигуреници, ние сме должни да им помогнеме. Доколку се јават проблеми, што тогаш се презема? Доколку се јават еве некакви проблеми? Се помага. Се помага, Да. така. Но можно ли да има потреба да се отстрани, да речеме, имплантот? Повторно да Па е може има да некој настане таков тип инфекција, на например, едноставна компликација? инфекција и вие на една инфекција немате друг избор освен отстранување. И покрај тоа што протоколите се проба вака, застапени, така, така. значи многу ретко успева, например, спасување на имплант ако на него се има закачена некоја бактерија. Имаме уште еден гледач. Ќе му дадеме можност да постави прашање во денешната Телма амбуланта. Добар ден за него. Добар ден. Повелете, во програма сте. Ве поздравувам многу. Сакам да ја Благодарам. прашам докторот за еден мој близок. Така, повелете. Ве го чекуваме вашето прашање, дали се слушаме? Не, гледачката веројатно се исклучи. А нека се јави повторно и ќе може да се вклучи повторно да постави прашање. Докторе, што им советувате на оние кои што минале низ оваа состојба? Дали треба да доколку им се укаже можност поради почетната фаза на болест да не се отстрани цела дојка, би ги охрабриле ли да направат делумна? Да. Значи, раниот стадиум, односно стадиумот на болеста не одредува кој тип на операција, а последователно и кој тип на реконструкција ќе се употреби. Така. Значи, јас имам пациентка која што дел од градата е од страната, јас сум ја оперирал и сум ставил у 3 наврати масти, сум го надополнил тој дел од града што фалел и другата града само сум ја подигнал. Еве, конкретно ми текна на нејзе. И потоа реконструкција на брадавица и она е сосем окей. Меѓутоа, често велам, желбата на пациентката е да се отстрани целата града. Едноставно, тоа е некоја суеверие или некоја, не знам, заостаната мисла како аксиома што се зема меѓу постарите посебно да се отстрани све. Но и доколку се отстрани се, повторно Повторно има опција да се реконструира. Сега јас ги советувам бидејќи реконструкцијата не го менува текот на болест. Реконструкцијата само на жената ќе ја даде поголема самодоверба и поголема сексуалност. Имаме гледач на линија, добив знак. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Сакам да ја прашам докторот за еден мој близок она пред една година се има диагноза од рак на дојка, опериране све, она пациентот во Албанија, сега ментално. Така ве слушаме? Да, многу е тешко на гледачката, кога што можам да забележам, плаче. Навистина ми е жал што поминува вашата роднина, во очигледно некој близок низ нешто вакво што е тешко. Дали би биле во можност да го поставите прашањето, што конкретно ве интересира? Ментално си имат. Ова навистина се тешки, докторе, ситуации, Да. но предпоставувам дека прашањето беше околу реконструкцијата. Имаме уште еден гледач, ајде да го слушнеме него. Навистина се вознемирив и јас од сето ова. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Дали имаме уште еден гледач? Ало, добар ден. Во програма сте, повелете. Ало, добар ден. Ве следиме во програма сте и го очекуваме вашето прашање. Повелете. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме, повелете. Да, ја имам едно прашање до докторот. Повелете. Да, оперирано сум пред 3 години. Да, Само следете го Оперирана разговорот преку слушалката, немојте преку телевизорот, бидејќи Оперирана сум пред 3 години. така. Канцер на... Јас ќе ве така, добро, постојано зборувајте, значи следете го разговорот преку слушалката, намалете го сосема тонот на Оперирана телевизорот. сум пред 3 години Така. од канцер на матка и на јајници. Сега, минатата година,
Доколку не го намалите тонот на телевизорот, нема да можете да го поставите прашањето, се исклучи. Гледачката ли се уште е тука? Се исклучи. Добро, продолжуваме понатаму. Докторе, значи, споминавте дека овие операции веќе свесноста расте, дека се бараат кај нас. Колку често ги правите? Па, секоја недела имаме некоја пациентка, некогаш по 2, 3. Летниве периоди, нормално, тој интензитет се намалува. Значи, голема е бројката. Од 500 до 700 годишно, замислете вие колку, пола од нив да имаат интерес. Така. Премногу. Има ли некоја возрастна граница кога станува збор за овие значи, староста зафати? не е контраиндикација за реконструкција на града. Биолошката старост, да, ако има некои други пропратни состојби кои се контраиндикација за анестезија, да, меѓутоа староста како бројка не значи ништо. Кожата кај повозрастните лица Секако може да се обтегне? Може се да се направи. Сега, јас имав една млада пациентка сега околу 20 години треба да се реконструира. Значи, за жал е тоа повеќе. Значи, дека се помала возраст на пациенти ни доаѓаат со без града. Рани стадиуми, односно рана возраст за карцином на дојка. Многу често. Да, за жал болеста повеќе не е резервирана само за возрастните жени, туку и се помлади страдаат. Се помлади страдаат, но среќна околност е што ракот на дојката помага се открие на време. Има многу вложено светот вон. Значи сите многу центри работат и не само за реконструкција, него воопшто за третман на рак на дојка има многу висока стапка на преживување. Така. Почнувајќи од адекватна хемотерапија, па хормон терапија, па херцептинска терапија, па зрачна терапија. Значи, најиспитувана болест со најдобар резултат од сите тие лоши болести, мислам дека е ракот на дојка и не треба да ги плаши жените да одат до степен плюс, односно level up за реконструкција на градот. Докторе, ви благодарам многу за вашето денешно гостување, што ги објаснивте повеќето речиси сите аспекти поврзани со овој тип на хируршки зафат, кој што им ја враќа само довербата на жената и квалитетот на живот. Ми беше драго. Во следна прилика се гледаме пак. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што денеска не следевте. Ви посакувам пријатен ден.